изучуваме, односно да го следиме патот на Исуса Христа, одиме по неговите стапалки врз основа на Библијата на Светото Писмо. Вечерва доаѓаме до нова постојка, до ново место, до нова тема, ќе зборуваме за страдањето на Исус Христос, односно ќе го посетиме Ерусалим. Во претходното проучување, синоќа, верувам се сеќавате, зборувавме за најглавната личност која остана во сеќавање. Бевме во Витанија и зборувавме за Лазар, за неговото воскресение, претходно бевме во Наин и така натаму. Видовме дека Исус не само да оди кај богатите, туку оди кај сиромасните. И ние ќе видиме и вечерва дека Исус посетил и некои други домови, луѓе кои не биле така видни во градот како што бил Захеј, кај што Исус само се понудил да отиде кај него на гости. Меѓутоа, ние вечерва ќе го гледаме Исуса од еден друг аспект, од еден друг агол. Би сакал да го гледаме преку крстот. Да видиме што е тоа, зошто е крстот толку важен за нас. Некој рекол, ако не било Голгота, никако христијани не би постоеле, во смисол би живееле без никаква надеж, затоа што Исус не само што умрел, туку и воскреснал, а за тоа ќе зборуваме утре навечер, темата која носи наслов Исус е жив и повторно ќе се врати. Значи, вечера ќе зборуваме за крстот, односно за се оно што претходило пред крстот. Затоа што крстот е една кулминација на се оно што Исус го правил. 3,5 години Исус бил на оваа земја, живел, работел и едноставно сакал на еден специфичен начин да се доближи до луѓето, не само да се доближи, туку да го открие карактерот и сликата за вистинскиот Бог, затоа што таа слика била извитоперена. Ајде на почетокот повторно да почнеме со еден пример. Ке ве однесам со овој пример во Норвешка. Знаете, там околу е море и многу луѓе се бават, се занимават со рибарство. И еден рибар така го зел својот чамец и отишол да лови риби. Меѓутоа, не знае временската прогноза и некаде поплавне се појавиле црни, темни облаци, се надвиле над морето и се приближувала страшна бура. Тој бил рибар, го знаел времето, ако така почне да дуват ветришта и се појават црни облаци, дека ќе има страшно невреме. И така, додека сакал да го сврти чамецот кон брегот, од каде дошол, веќе изгубил ориентација. Не можел да се снајде, зашто веќе почнала бура, почнале ветришта и човекот не можел да се снајде каде е исток, каде е запад, односно каде е брегот и неговото куќе кој е било во близина на самиот брег. Едноставно се уплашил. Се молил на Бога, Боже, помогни ми да го најдам вистинскиот правец. Погледнете неговиот чамец тука некаде. Според ова фотографија, значи тука е некаде неговиот брод или чамец, меѓутоа веќе изгубил надеж дека ќе се врати жив дома. Броновите веќе почнале да го обземаат бродот, кога најднаш блеснала светлина. Додека, значи, било мрак, темни облаци, одеднаш таму во далечината видел голема светлост. И се зачудил што може да биде тоа. Се упатил кон таа светлост, веќе он бил насочен со бродот, но несвесно бил насочен кон таа страна. Сега кога блеснала светлост, тоа му дало потик да уште похрабро да се упати кон таа светлост која се појавила. И скоро бродот или чамецот бил неоштетен. Скоро, значи, стигнал до брегот и таму го чекала неговата сопруга. Интересно. Неговата сопруга го чекала на брегот. Кога го видела својот сопруг, со солзи, липајки му рекла вака: Карл, човекот се викал Карл, нема да ми веруваш што се случи. Куќата ми изгоре. Пред да дојдем овде, куќата исчезна за неколку минути во пламен. Карл само се насмевнал. Тој само се насмевнал, ништо не рекол друго. А жената била малце возбудена и вознемирена и рекла: како не се нервираш, како не реагираш? А тој рекол, ја прегрнал својата сопруга и рекол: жено, ајде да одиме дома, драга. Карл, ти не разбираш, па ние немаме дом, па се е изгорено. Меѓутоа,
Еве што кажа Карл. Рибарот само се насмевнал, ја стегнал за раката и рекол: Драган, да не изгореше куќата, јас немаше да бидам овде сега. Туку куќата ми беше ориентир да можем да го насучам чамецот, за да можем да стасам до брегот. Се изгубивме, но нашиот живот остана. Дали било право? Да. Тоа чудо Божје било. Одеднаш куќата дали гром удрил во неа, изгорела, меѓутоа тоа бил ориентир за рибарот, да го види брегот, да го насочи чамецот и да отиде за да најде спасение. Браќи и сестри, нешто слично се случило на Голгота. Тој крст е ориентир за сите нас. Ево уште една фотографија од овој пример како куќата гори. Меѓутоа, крстот за нас е тој ориентир. Позади е се пламен. Но ако не бил крстот, ние би биле за секогаш таму изгубени во морето. Како овој рибар сигурно не би се снашал да го насочи бродот и за секогаш би останал во бродот. Затоа ние вечерва ќе зборуваме за Исус Христос. Денес Исус не повикува сите нас да дојдеме кај Него. Јас и ти, мажи, жени, и да се предадеме целосно во Негови раце. Ево што еден библиски пример, пред да одиме кон она главното, би рекол, но се е главно, се е важно во Библијата. Во Витанија не бил само Лазар, имало други личности таму. Имало жени, мажи кои го сакале Исуса. Една жена, овде Марко опишува дека сакала да го види Исуса. Всушност таа и го сретнала. Што пишува Марко. И кога беше во Витанија, значи таму, во Витанија, тоа е 3 километри од Јерусалим, место кај што живееле Исусовите пријатели, Марта, Марија и Лазар. Вели во куќата на Симон, лепрозниот, оној богаташ, оној кој ги искористувал другите, додека беше прилегнат покрај трапезата. Значи Исус оди кај богатите и кај сиромашните, сега кај овој човек. Значи тука дошол кај Симона, тој бил богат, кожар, се занимавал со продажба на кожи. Исус го посетил и него, зашто и на него му е потребно спасение. Не само на сиромашните, и духовно, и физичко. Или додека беше прилегнат покрај трапезата. Знаете, во тоа време луѓето не седеле на столици, на столови и маси, како ние. Имале оне округлите трпези доле, знаете, кај нас имаше порано. И така луѓето се наведнувале настрана и јаделе. Со едната се подпирале, со другата јаделе. Беше околу трапезата, дојде една жена, може сега следната слика тоа ќе го покаже, но јас морам да го прочитам текстот. Дојде една жена која имаше сад, значи имала сад со албастер, со чиста скапоцено нардово миро. Имала парфем, мирис. Таа го скрши садот од албастер и го изли мирото врз неговата глава. И сега Лука додава нешто што Марко не го приметил, не го забележал. Лука вели и почна да му ги мие нозете со солзи и да ги брише со својата коса. Косата, ги брише нозете на Исуса и ги целиваше неговите нозе и ги помазуваше со миро. Каква гледка? Замислите, сега јас имам тука некој мирис. Сега да прснем, тој не така јак, ама може целата соба ќе се прошири мирисот. И таа, вели, со тој парфем, со тој мирис, што цела година работела, со тие дневници, таа купила скапоценно миро или парфем и го чекала моментот, приликата да се заблагодари на Исуса, зашто Марија имала лошо реноме, лошо минато. Но Исус и проста, сеќавате кога пишуваше по земјата доле. И кога Исус рече оди и не греши повеќе, јас не те осудувам. А тој Симон, тој бил макро, тој заведувал жени за пари. И сега тој истиот ќе се побуни и ќе рече каква е тоа раситништво, се расфрлува овде со некои парфеми, со некои мириси, скапоцени. А јуди исто така ќе каже, подобро да се продадеше и парите каде да се дадоа? На сиромаши. Гледайте ви лудам, опасниот благајник. Значи се гледа преку пари. Меѓутоа, ова жена ја користела посебна прилика да му се заблагодари на Исуса, зашто немала прилика претходно. И таа била благодарна. Значи, се оно што го заштедила, го става на Исуса. Исус што вели? Ева слика, погледнете колку е убава.
Исус ги мие со солзи нозете на Исуса. Ги брише со својата коса. Таа благодарна што Исус и простил. Таа била обседната со духови. Значи, таа имала проблем. Сатаната е обседна со духови. А кога сатаната ќе те обседне, тој може да манипулира со тебе. Тој може да манипулира и затоа била жената на ниско реноме во општеството. Исус и простува. Исус ја повикува во својот круг како најдобар пријателка, зашто таа беше спасена, односно извлечена од грибот на калта и беше радосна што можеше да го сретне Исуса Христа. Замислите, кога Исус ја рекол, жено, оди, јас не те осудувам, јас нема да те каменувам. А по тие закони, знаете, имале право луѓето да каменуваат такви личности. Исус и просто и вели, оди сега и не прави повеќе грешки. Марија никогаш немала можност да се заблагодари и затоа ја користи ова прилика. Дошла и таа, можеби не поканета на вечер, но таа ја чекала приликата, како што синоќа рековме за една друга жена која боледуваше од болест, тешка болест, и кога си рече самата на себе, само ако го допрем Исуса, јас ќе бидам здрава, и тоа се случило. Одем понатаму. Исус што вели на сите присутни, таа направи што можеше, го помаза пред време моето тело за погребение. Навистина ово се случува непосредно пред Исуса да го фатат. И така како било тоа темпирано, не случајно. Исус потоа ќе го фатат, ќе го судат 2 дена, од четврток, петок, цела ноќ ќе биде препраќан кај овој, кај они, кај тројца владетели ќе го праќат само да му најдат вина, ни би рекле рачка, за да го осудат. Но Исус ја брани. Таа направи што можеше, го помаза моето тело. Затоа што, кога Исус ќе биде распнат, неќе има време во петок поплави, некаде околу 3-4 часот, кој ќе го симна телото на Исуса Христа, жените ќе немат време да го помазат телото по тие нивни обичаи. На брзина ќе го, би рекол, погребат. И затоа ќе отидат во недела наутро, во првиот ден на седмицата, да ги обават тие церемонии по нивните тогашни обичаи. Но, гледате како Бог ги води работите. Марија, како да знаела, дошла и го помазала, вели, телото. Исус вели, таа направи што можеше. И сега одиме да се малку присетиме на тие последни моменти, кога Исус знае дека времето му доаѓа, ќе воспостави обред, последна вечера, или света вечера, или пак прича, што би рекле. Таа е прилика кога Исус ќе ги прати своите ученици, или испрати 20 од своите ученици, им рече, одете во град и ќе сретнете човек кој носи вода во врчва. Одете по него и каде ќе влезе, речете му на домакинот, учителот праша, каде е мојата соба, каде ќе јадам пасхата со моите ученици. Интересно, ова слика го покажува местото, значи каде што Исус ја имал таа последна вечер. Ова е таа слика. Денешна, ако одете во Ерусалим, ќе ја најдете. Значи, тоа е прилика, се верува дека тука Исус ја имал таа последна вечера. Значи, едноставно, туристите одаат и тоа го гледат. Понатаму читаме. За време на вечерата, значи веќе вечерата е тука поставена, инаку да кажем, до ова вечера, предходно евреите славеле Пасха, некаде напролет, јаделе, значи, кисело зели би рекол, јагне, чии коски не се скршени, затоа што јагнето го представува Исуса Христа, а киселото зеле ги представува символично маките, теретот кој го имале израелците во Египет 400 години. Сега ќе се воспостави нов обред. Пасхата ќе оди во историја, Исус ќе воспостави нов чин на светкување. Тоа е светата вечера. Пред светата вечера ќе се воспостави нов обред, миење на нозе. Значи, брат на брат, маж на маж, жена на жена. И тоа ќе го направи, еви го овде, моментот кога Исус почнува од Петар. Знаете, Петар секојаш е брзиот. Видовме веќе неколку пати, а ќе видиме вечера како ќе реагира Петар кога ќе дојде римската војска или војниците кои ќе дојдат таму во Гецеманија да го фатат Исуса. Да се вратиме сега на текстот. За време на вечерата, кога ѓаволот веќе стави мисла во срцето на Јуда, и Јуда е овде, еден од 12 апостоли.
Имале најголема доверба во Јуда. Тој бил благен, ги чувал парите и бил вешт. Тој знал да ги уплоди парите. Од еден да направи 5 денари. Меѓутоа, сепак тоа му било слабост и ќе видиме и знаеме всушност како тој завршил. Да го проследиме текстот. Искариотски Јуда, за да го предаде Исуса, знаејќи дека таткото му предаде се во рацете, дека излезе од Бога и дека оди при Бога, стана од вечерата. Интересно, тој не дочекал вечерата до крај. А претходно Исус ќе каже: Јуда, прави го тоа што си го замислил. Немој да молчиш. Исус се знаел, го прочитал срцето на Јуда и мислите негови. Потоа налија вода, сега е многу важно. Исус за прв пат воспоставува еден нов чин, нов обред. Налија вода во садот за миење и почна да им ги мие нозите на учениците и да ги брише со крпата со која беше препашан. Интересно, ова е во четврток негде навече. Многу важен миг. Исус за последен пат ќе биде на ова вечера со нив. Зошто после која ќе биде предаден, и Петар ќе се крие таму во двора, сикавате, и ќе каже, мислам дека ќе го читаме подосно тој текст, кој ќе се откаже 3 пати. Другите, кој знае кај се сокриве? Јуда веќе на патот за бесилката. Тој ќе го продаде Исуса, меѓутоа ќе сфати дека неговиот план е пропаднат, дека не му се потребни такви крвнички пари и ќе врати, ќе отиде назад и ќе ги фрли во храмот, а свештениците ќе кажат: баш ние гајле. Ти го тоа направи. И знаеме, со тие пари беше купена нива, подоцна и таму погребувале. Како е да е? Ова е момент кога Исус воспоставува нов обред. Петар ќе реагира, ќе каже: нема Исусе, тоа не е за тебе. Тоа го прават слугите кај нас. Слугите, Исус вели: Петре, остави го тоа сега. Ако не те измијам, немаш дел со мене во Царството небесно. Погледнете ова слика. Петар се спротивстава, но кога разбра дека тој чин е многу важен, Петар вели: Господе, не само нозите, туку и главата, и рацете, и телото. А Исус му вели: Петре, оно што еднаш измен нема потреба. Зошто нозите? Па знаете, во Палестина символ на нозите е најмногу се валкат. Тогаш оделе пешки луѓето, немале превозни средства како ние, но сепак тоа е знак на понозност. Значи, брат на брат, маж на маж, жена на жена. Тоа е библиски. На жалост, може на прсти да ги избројаме кои цркви во светот го имат овој обред. Многу го имале во почетокот, но го отфрлили како нешто старомодно, како нешто што не се вклопува во 21 век на христијаните. Меѓутоа, многу губат во тоа. Затоа што овде се гледа понизноста на сите нас. Тука сме сите исти, без разлика какви титули имаме, какви дипломи, од каде сме, што сме, стар или млад. Тука сме сите исти. Ова е време кога може си простиме. Зашто сите ние може да погрешиме еден кон друг. Ова е време кога ние можеме да се доближиме и до Христа. Зашто Христос е тој стол кој не собира. Исус е на крстот, а ние го гледаме сите своји агли. И тој не собира и не соединува. Во Гециманија, после вели светата вечера, односно после обредот на понизноста и светата вечера, заминале во Гециманија. Тоа е во непосредна близина. Значи, заедно тргнале од горната соба во Гециманската градина. Гециманската градина или куќа, значењето значи излез од Гециманска градина, значи куќа. Тоа е пресување на масло или машина за пресување на масло, Гециманија. Тука имало многу маслинки. Многу маслинки, значи тоа било умилено место каде што Исус често пати доаѓал да се моли. Исус со себе понатаму, значи тука били учениците, Исус рекол: останете ви овде, а вие тројца дојдете таму. Кој били повторно со него? Сеќавате ли тројцата што беа горе на планината? Петар, Јаков и Јован. Значи повторно тие тројца Исус ги повел со себе. И тука Исус се бореше самиот со себе. Погледнете сега, може би доволно не гледате, ова е ангел Господов. Исус во неговото крило клечи или лежи. Исус е многу тешко. Тој знае дека за неколку часови ќе оде на крст. И затоа во една прилика како ќе се помоли: Татко, ако е можно, да ме помине ова чаша, но нека биде волјата
твоја. Исус морал, драги мои, да ја испие чашата до дно. Не само да ја проба, него до дно. Тоа е една символика. Тука се беззаконијата, гревовите на сите нас. И твоите и моите Исус ги гледа од беззаконија. И затоа Исус морал да ги испие тие, тоа зло да го испие, односно да го поднесе на себе, на своите плеки. Не му било лесно, но Исус знаел. Оче мој, и татко мој, нека ме помине ова чаша, но нека биде волјата Твоја, а не мојата. Додека Исус се моли, а учениците негови повторно дремат, повторно спијат. Погледнете, овај денеска изгледа отприлика, тука е таа Маслинска гора. Тој надомак одма до Ерусалим. Маслинска гора или Гецеманска градина, каде што денеска се уште постојат тие дрвја од времето на Исус Христос, затоа што римјаните не успеале да ги исечат сите дрвја. Тие исекле доста, ама корењата останале. И денеска и во Македонија овде во јужните краеви луѓето одидуваат маслинки, берат маслинки. До Еренско има цели плантажи. Меѓутоа, ова е миленото место тука кај што Исус често пати доаѓа и каде што навистина Исус донел одлука доби до крај. До крај. Јас сум, знаете, додека тие биле во Гециманија, Јуда ги напуштил. Сеќавате, претходно рековме, тој излегол пред време од собата, тој отишол веќе се овие свештеници да се договори да го каже планот на движење. Те колку бил лукав. Како денеска некои што работат во некој министерство, ги кажуват однапред патот, на рутата на движење. И сега, како, например, поранешниот председател, првиот, знаете како страдаше во Скопје, му беше откриена рутата на непријателите и мислам за Киро Глигоров, кога таму кај Бристонеле експлодира автомобилот. Тој однапред се кажува рутата, некој непријател да ја знае. И Јуда тоа го кажал. И затоа рекол, јас ќе го предадам со бакнеш, зашто можеле погрешен човек да фатат. Надворешно Исус не се разликувал од Петар, од Јован или од останатите ученици. Бил сличен и по облека, и по надворешна фаца би рекли. Меѓутоа, Јуда дал знак. Јас, оној кој ќе го прегрнам, ќе го бакнам, тој е и фатете го. Истина, тука, во Гецеманската градина, Исус добива подршка од небото. Ангелот Гавриел му рекол, Исусе, издржи. Ти носам добри вести од небото. Сега тоа го парафразирам, но се случило нешто слично. Вреди да се жртува. А претходно рековме, тоа го кажавме во првото, второто предавање, кога Исус беше на гората на Преображение и Мојсей и Илија го храбрија. Таму вели зборуваа за излегување од Ерусалим, за неговиот пат, за неговата служба што треба да ја заврши. Одеднаш во градината пристигнува толпа на војници. Тука е меѓу нив и Јуда. Замислете, Јуда како да е на страна на другата, на непријателите, горд, со крената глава и тој влегува во градината. Исус ги прашува, кого барате? А тие што рекле? Го бараме Исуса Назареецот. И замислете сега, Исус вели, јас сум. Може би малко се стаписале. Исус не бил некој кој варава и надворешно бил целиот извитоперен, оној варава, убиецот, оној кој кревал восстание против римската власт. Исус бил еден обичен човек. Може би некој од велиците го препознава. Може би тие веќе биле претходно на неговите собори кај што проповедал, може би некој бил на гората на блаженството, може би таму кај што рековме во Наин или на некој друго место кај што се случило нешто интересно. Воскресение, Исус хранил често пати илјадници луѓе. Може би војниците се малку стаписале и сега што да прават. Но Јуда се доближува и го бакнува. А Исус како го поздравува? Пријателе, што бараш ти тука? Гледате, Исус не сака никого да го посрамоти, па макар и оној убиецот, и него го сака. Исус го нарекува својот издевник со зборот пријателе, што бараш, зарем со бакнеш го издаваш својот пријател. И наистина, случајот е многу јасен. Исус ги прашува кого барате, а потоа вели јас сум. Го барале Исуса Назареецот. Видите, затоа што Исус порастал во Назарет,
А ние рекаме дека често пати боравили во Капернаум. Исус се роди во Витлеем, меѓутоа ова е назначено неговото место, бидејќи 30 години претежно таму бил. Јосиф и Марија таму живееле. И сега, какви били шансите да го фатат Исуса? Какви били шансите? Нула. Кога Исус бија користил својата сила и моќ. Но Исус не сакал да направи ништо чудо. Никакво чудо да направи. Едноставно, тој се препушта на тој план на спасението кој бил зацртан. Додека учениците, гледате како реагираат. Петар и Јован били овде. Тие се погледале меѓу себе. Јован е најмладиот, ратоборен и тој, син на громовите. Сеќавате ли имата мајка, кога бараше да седне едниот од лева, едниот од десна страна, кај Исуса, кој ќе биде министерства, тие да бидат два министри, меѓутоа и Петар, он е брзо пред човек. И рече Господ: Симоне, Симоне, ете сатаната побара да ве просее. Тоа се случило порано, но сега го подсетува, тие мисли му проаѓаат низ главата на Петар. Но јас се молив за тебе, за да не се намали твојата вера, а ти кога еднаш ќе се обратиш, засврсти ги своите браќа. Знаете, ова Петар може би го ставил некаде во некој фолдер, тука во умот, позади. Но кога дошли тие моменти, тоа испливало на површина. А тој рече: ти велам Петре, денес не ќе пропие пети, додека 3 пати не се одречеш дека ме познаваш. Тие работи Исус и кажа многу порано, но сега ќе дојде до изражај. И ова ќе се случи, кога Исус ќе биде фатен и сослушуван таму кај Пилата. Добро, Петар е навистина храбар. Иако ќе се покрие, ќе стави капа, ќе се намнати да не го препозна, другите ученици ќе побегнат, а тој сака да биде што поблиску до својот учител. И таму додека жените се греле покрај огнот, и тој ќе се приближи, ја знаете таа веќе историја, Петар ќе се откаже од својот мил Исус. Петар вели: Исусе, немој, молим те, јас да се откажам. Па не сум јас Јуда, па не сум јас овој или оној. Петар бил храбар во тие моменти. Но, еве тука изградена една црква на тоа место кај што се Петар откажал. Тука, значи, во таа близина е изградена црква во чест на тоа место кај што Петар навистина се откажа. Овие слуги или тие жени кои били во дворот го препознале. Пошто го препознале? Не по фацата, по ликот, туку по говорот. Драги мои, кога човек ќе го запознае Христа, човек кој ќе го следи Христа и говорот му се менува, мислам речникот, ако употребувал недолични зборови, тој го менува. Тие псовки и други изрази кои може би ги стекнал од детинство или во семејство, или тие исчезнуваат. Зашто човекот кој оди со Христа, и затоа жените вели: говорот те издава и ти си негов следбеник. А Петар во тие мигови секако не зна како да се снајде и вели Библијата: не го познавам. Навистина тој се откажал во тие моменти. Меѓутоа секако Петар ќе се покае, Петар ќе биде во групата на спасените, затоа што навистина тој горко ќе плаче и тој ќе биде распнат со главата надолу. Исус се гледа, драги мои. И денеска Бог се знае за нас. Исус го видел и овој настан вечерва, што сме ни овде. Тој ги гледа сите наши падови и качувања. Тој ги гледа сите наши терети кои ги носиме, сите слези кои сме ги пролеле за своите мили драги. Исус добро ги видел своите ученици. Исус го видел и Јуда ги видел и велисти кои ќе го тепаат. Сепак одлучил да не остане Исус во сигурната соба. Знаете, има сигурносни соби. Сега, ако отидете во Израел, беше еден колега лани во Македонија, изборуваше, тој работи во Израел, во Ерусалим, дека таму и денес има сигурносни соби. Пошто постојано се под гранати или под некои експлозиви, или во секој стан, во секој куќа има посебна соба, не знам колку квадрати, тоа се нарекува сигурносна соба. Значи, кој ќе слушнеме овие сирени за напад, секој семејство се сокрива таму и тоа е безбедносна соба.
Значи, колку е безбедностна, не знам, ама сигурно што има во секој стан, во секој, не се тоа скривници во подрумите, него веднаш тука во куќите направени, изолирани се секако за заштита од тие непријателски гранати кои тие постојано ги се позриваат едни со други. Исус може да остане во својата сигурностна соба, да не оде на Голгота. Може ли да остане? Може. Меѓутоа, би се пореметил Божиот план. Едноставно, тој може да се врати назад и да каже, оче, тоа е тешко за мене. Тој може да се врати назад. Меѓутоа, човештвото би останало за секогаш во оваа ситуација. Во овој стадиум, во грев, би се раѓале и умирале, и тоа би било вечно. И затоа смртта понекогаш и условно кажано награда за некој болесник. Знаете, кога некој се мачи, знаете, оние кои се приклучени на оние апарати за вештачко дишење, ги држат со месеци, со години и на крајот се одлучуваат роднините, секако и неблиските, да се тргнат и да му се прекрати живот. Зашто тој мачен и за него и за другите. Меѓутоа, Исус на крстот ќе ја победи таа агонија човечка, да ние се раѓаме вечно да умираме. Ќе дојде крај, кога однапред тоа ќе биде осудено. Затоа, ова слика кога го гледам Исус, треба да потекне кај нас чувство на благодарност, зашто Исус страдаше, беше мачен за сите нас. Го тепале, а потоа на главата му ставиле крпа и да победи кој го удрил. А Исус може и пуне да ги каже, Петар, Јаков, Јован, Митре, ти ме удри. Може ли Исус? Се знае однапред. Исус не сакал да падне на такво ниско ниво. Значи, тој можел веднаш да ги убие со збор на место. Нито еден збор не одговорил на ругањето и тепањето. И затоа е спореден со јагне. Јагнето е животно символ на нешто што е мирно, не со јаре или со коза. Јагне. И затоа Исус е спореден со јагне. Интересно, кога го донеле кај Пилата, Пилат вели, еве човек, како да не видел до сега човек. Меѓутоа има тоа свое значење. Потоа Пилат излезе, пак им рече, еве го, изведувам пред вас, за да знаете дека не наоѓам никаква вина на него. А Исус излезе надвор, носејќи трнов венец и облека, и Пилат им рече, еве го човекот. Интересно, рековме, на 2-3 месеци Исус бил испаќан, секој сакал да се отараси од него, да не земе вина врз себе. И на крајот морал Пилат да одлучи. Како ни судија да одлучи, меѓутоа неговата сопруга пишува во Новиот Завет, сонила сон, жена му. Има и мала книга отпечатена, може да добиете ако сте заинтересирани, на македонски има. Жена му сонила сон, Бог ја јавил, каже му на сопругот да не ја превземе таа улога на судија. И жената била вознемирена. И му каже утрово на Пилат, Пилате, се измачува с цела ног, немој да направиш грешка со тој човек. Меѓутоа, Пилат ќе употреби соломонско решение, условно кажано, ќе ги измие рацете, знаете, ќе ги измие рацете дека тој не наоѓа никаква вина и ќе го префрли клеветот на кого? На народот. И знаеме, ќе изнесе од затвора еден друг човек, сосема спротивно на Исуса. И по карактер, и по однесување, тој ќе биде Варава. Човек кој веќе кренал неколку восстања против римската власт. И гледате човекот каков е, колку брзо заборава. Ќе кренат раце Исус да се расме. Кога ќе каже, Пилат, кого сакате да ви го пуштам? Варава или Исуса? За кого ќе кренат раце? За Варава. Во таа толпа на луѓе имало луѓе кои јаделе во тие мноштва кога Исус ги хранел. Имало луѓе кои биле осведочени дека Исус е Божи син, дека е тој спасител. Но имало и демони претворени во човечки лик. Тие викале, ова го пишува овде, ќе го прочитате кога ќе добиете ова книга. Значи имало демони, ѓаволи, претворени во луѓе, и тие биле меѓу луѓето внатре. И тие викале, расти го. И знаете, под инерција другите луѓе почнат да викаат, може би полусвесно. Тоа е како кога ќе бидеме на некој митинг, политички, например, митинг. И сите викаат, ти си тука неутрален, но одеднаш и тебе таа маса потикнува.
И многу луѓе викале несвесно, растни го, но веќе било доцна. Веќе бил изгласан Исус да биде растнат, а Варава да биде пуштен на слобода. Ова судење било судење на понижување, да го понижат Исуса Христа, го осудили на смрт. Нешто подоцна му ставили дрвен крст. Некој вела дека тој крст тежал отприлike околу 50 килограми. Меѓутоа, таа улица, подоцна ќе ја видиме, Долороса, била околу 2 километри од центарот на градот до најблиското брдо наречено Голгота или Костурница. Таму ги распнувале непријателите римјаните и таму виселе со денови. Интересно, со денови виселе разбойниците, за да умрат пред време или да им се убрза смртта, им ги кршиле колената и така да предизвикат поголеми болки и да умре. Меѓутоа, Исус ќе умре прво, би рекол. Нема ни коска да му се скрши, ни ребро, затоа што така пише во Библијата. Кога војникот удрил со копието да провери дали е починат или ќе потече вода и крв. Едноставно, Исус, значи, веќе умира некаде попладне. И сега, многу интересно овде, додека Исус го носи тој крст, 2 вечери не спиел, уморен, измрцварен, би рекле, од тоа психолошко испитување и физичко секако, еве таа улица, вие Долороса. Тука Исус одел. Се собрало мноштво луѓе. Мноштво луѓе дошле, како што веќе кажав неколку пати, едни од радозналост, едно сожалување, а едни да гледат циркус, би рекол. Ете да видат што е тоа што се случува. И така додека оделе со тоа мноштво, Исус бил тепан со камшик на војниците. Да се подсетиме само на овие 2 настани. Во една од вечерите претходни зборувавме за Аврам. Мислам, во сабота зборувавме претходно Исак, кога беа горе на брдото Морија. Тоа е тука близу Голгота и Морија. Кога Исак рече: татко, каде е јагнето? А Аврам што рече? Ти си, сине, таа жртва. Еден друг татко, Отецот Бог и неговиот син Исус ќе бидат тука негде до близина на Морија. Исус ќе каже, односно Бог ќе му каже на Аврама: еве го јагнето таму во грмушката, немој да го принеси жртва твојот син. Но овде нема кој да каже доста е. Овде Бог проговори кај Аврама: доста е, Авраме, види дека си верен. Земи го јагнето или овенот, принеси го на жртва. А овде Исус морал да оди до крај. Отецот нема замена, затоа што Исус е таа вистинска жртва и вистинско јагне. Додека одел кон крстот, кон Голгота, имало тука многу жени, плачеле. Имало многу луѓе кои го сожалувале Исуса. Значи, по патот вие Долороса, жените го плакувале Спасителот. Но Исус се свртевали кон нив и им рече: Ерусалимски керки, не плачете за мене, туку плачете си за себе си и за своите деца. Зашто Лука додава: ако тоа се прави со зеленото дрво, што ќе биде со сувото? Исус плачел за многу луѓе кои на жалост ќе го гледат ова и нема да поверуваат. Како и денеска. Се случуваат многу чуда во светот, кај што Бог директно реагира и делува, меѓутоа луѓето тоа ќе го препишат на некои природни работи и ќе одморнат со рака. Исус под теретот на крстот паѓа, вели Библијата. Паѓа. Тие го удараат, тој се тетавари, станува и повторно паѓа. И вели: и на тераден минувач, Симон Киринеец, кој се враќаше од полето, татко Александров и Руфов, да го носи неговиот крст. Ова не е случајно запишено во Библијата. И овде, значи, се гледа како Исус го носи крстот, а овој Симон му помага. Поздравете го Руф, избраниот во Господа, и неговата мајка и моја. Павле тоа после ќе го забележи. Кој бил тој човек Симон Киринеец? Еве се враќал човек од поле, земјоделец. Никој за него не слушал никогаш. Меѓутоа слушал и види мноштво народ како одат по улицата Долороса и се приближува таму близу до Ридот, до Костурницата, односно до Голгота. Еден од војниците го фаќа и вели: ајде ти помогни му на овој човек. И сега еве го
Симон му помага. Немал појма кој е Исус. Може би слушнал така далеко, меѓутоа немал појма за него. Нова ќе биде престрпница, драги браќи и сестри, за овој човек. Тој е татко на две деца, Александар и Руф. Подоцна тој ќе се обрати, ќе стане христијанин, ќе стане одан Христов следбеник и тој ќе биде чест и гордост што може да му помогне на Исуса. Апостол Павле после ќе ги најде обратени. Еве, овде вели, поздравите го Руф, читавме пред малце, избраниците во Господа и неговата мајка и моја. Жената на овој Симон се крстила, станала христијана, одана верничка, помагала и на апостол Павле, помагала и на другите христијани. Гледате како ништо нема случајно. Овој човек има голема привилегија и чест да му помогне на Спасителот на Исуса Христа. И кога дојдоа на местото наречено Голгота, таму го распнаа Исуса секако и злоучиниците, едниот одесно, а другиот одвел. Нема сега да навлегуваме во тој разговор кој го имале двајцата разбойници со Исуса, тоа е за друга прилика, меѓутоа интересно, тука во непосредна близина, значи на Ерусалим, има некои карпи. Гледате, тоа е како череп. Очи, значи тоа се нарекува черепници, имали многу лобани глави човечки расфрлено. Тука римјаните вршеле масовни распнувања на сите кои ќе се дрзнат против римската власт. И затоа се нарекува черепница, череп имало, значи. Черепница, таму вели го распна помеѓу двајца. Исус ставил мост помеѓу Бога и луѓето. И затоа денеска патот кон небото, драги мои, е отворен. Ѓавол ставил железни огради, кој го успел да прелаже Ева и Адам. Мислејќи дека тука вечно ќе не затвори во таа зандана. Меѓутоа Исус доаѓа и преку крстот тој го успостава символично повторно мост. И денеска, вели апостол Павле, имаме последник на небото. И затоа вели, деца мои, ако некој погреши, го име тамо нашиот застапник, нашиот адвокат, нашиот представник Исус Христос, кој постојано се моли за нас. Сатаната постојано сака да тој пат го замагли, да сликата за Исуса се изгуби во нашиот духовен вид. И затоа тој ќе го спостави традиции, обичаи, денеската има една слава, позната неле во народот. Меѓутоа, дали знаете кој бил тој човек? Читајте во Откровение. Тамо вели, пророкот ги мразам николинците кои го следат, да не го спомнам името сега. Пишува. Тој научавал сосема подруго. Историјата тоа го забележала. Значи, сатаната сака да го замагли тој пат кон Исуса, со разни обичаи, со разни светци, со разни ликови кои немаат придонес во процесот на нашето спасение. И затоа Исус е живиот наш светец. Единствено на него да се кланяме, единствено кај него да се молиме и да бараме прошка. За време на Втората светска војна, една група на луѓе кои возеле авиони, пилоти, кои го напаѓале, значи, населението во Африка, се нашол и еден човек кој исто така возе авион. Полковникот Монто Гомери бил одреден да лета во Северна Африка и да ја изврши својата задача. Додека авионот летал во пустињата, не само тој, имало, значи, цела група на авиони, имало повеќе, неговиот авион бил оздоле погоден. Погоден и едноставно му преостанувало да излезе, како падобран, да се спушти за да преживее. И вели вака тој. Успеа, вели, да притиснем копчето и да полетам. Односно, падобранот се активирал и веќе се спуштал надолу. Додека летал, размислувал, односно, дека се спуштал, еве што забележа. До сега секогаш ми кажуваа што да правам, додека бев дете, родителите, бабите и дедовците ми кажуваа што да правам. И тоа е нормално, знаете, дома како дете ти кажува татко ти, мајка ти, бабата, дедото, вака направи, онака направи. Меѓутоа сега тој требало сам да одлучи. Или понатаму, кога отидов на училиште, тоа го правија наставниците. Кога се запишат во војно училиште, официрите беа тие што ми наредуваа. Сега конечно можам да кажам дека сум слободен и дека можам слободно јас да одлучам што ќе правам.
И понатаму вака вели. Кога коњаникот пристигна, значи неговиот штаб, воен штаб, веќе добил информација дека неговиот авион е погоден и веќе била пратени коњаници да го барат авионот, односно пилотот, ако е преживен, да го спасат. И вели, кога коњаникот пристигна и кога ми нареди да скокнам на седлото, цврсто се држев за него. Тогаш сватив дека патот до животот всушност не е патот по кој галопираше војникот, односно седлото пред мене. Тој беше живиот пат, тој ме изведе од пустината. Уште еднаш да прочитам. Тогаш сватив дека патот до животот всушност не е патот по кој галопираше конјот, туку човекот во седлото пред мене. Дали ја сваќате пораката? За него тој бил спасител. Не патот, туку човекот, војникот кој го јавал конјот и кој му рекол ајде скокни, и тој скокнал позади, седнал се, фатил за неговиот грб и вели, тој беше живиот пат што ме изведе од пустината. Драги браќи и сестри, Исус Христос е тој жив пат кој наскоро ќе не изведе од оваа пустина. Како за овој војник што овој човек, овој војник, негов колега, бил спасителот, за тебе и за мене Исус Христос е спасителот. Тој патот, Исус вели, јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа од кај Отецот освен преку мене. Исус е тој магнет. Знаете магнет. Мислам да донесе магнет, но заборев. Магнет. И ако ставите куп тука шајки, веднаш ќе ги привлече. Еве Павле што вели, односно Јован, а јас која ќе бидам, за Исуса ова се однесува, кој ќе бидам издигнат од земјата, ќе ги привлечем сите кон себе. Исус е тој кој не привлекува. Дали си бел, жолт, црн, без разлика која народност си, без разлика од каде си, Исус не згрижува, Исус не сака, Исус умрел за нас. И еве при крајот да видиме што се случило во петок предпладне. А беше веќе околу 6 час, некаде околу 9 часот предпладне. По целата земја настана темнина. До 9 час, при што сонцето ја изгуби својата светлина. 9 час по еврејско сметање негде напладне. Напладне, 12 часот. А завесата во храмот се расцепи на средина. Тогаш Исус извика со силен глас, татко, го предавам свој дух во твоите раце, и кога го рече тоа, издивна. Интересно, овде имаме неколку интересни моменти. Значи, темнина се спуштила над Голгота, да не доминира ѓаволот, зашто тоа е борба на ѓаволот. Тој рекол, сега јас ќе го однесам Исуса на крстот, и Исус бил на крстот. Мислејќи дека со смртта на Исуса сатаната е победник, меѓутоа Бог пушта мрак. Само над Голгота се случил тој мрак, не во другите делови на светот. И што уште? Свештениците евреи, видите колку биле неизвестени, неинформирани. Тие го читале Стариот Завет, но не ја знаеле таа порака дека Исусовиот живот и неговата смрт ќе стане еден нов почеток. Сите жртви, сите церемонии треба да престанат, а тие продолжиле со своите жртви да пренесуваат во храмот. Меѓутоа Бог им дава видлив знак, завесата која ги раздвојувала тие две оделенија, светиња и светиња над светињите. Тука пренесувале жртви евреите. Постојано. Таа завеса се откинала. Не озгора нагоре да ја цепаме, туку озгора надолу, без видлива рака. Тоа треба да биде знак за свештеници дека повеќе жртви не треба. Не треба јагнина повеќе, зашто вистинското јагне Исус принесе на Голгота. И кога го рече тоа, вели, издивна. Исус умира некаде околу 3 часот попладне. Тука завршува ова Христова мисија. Привремено би рекол, планот на спасението не е се уште целосно остварен, но наскоро ќе се заврши се. Додека тоа се одвивало, меѓу војниците еден капетан или поручник, стотник, овде го нарекува текст, вели, кога стотникот виде што се случи, почна да го слави Бога, велејќи, навистина овој човек беше праведен и сиот народ што се беше собрал да го гледа ова, кога виде што стана, се враќаше дома, удирајќи се по градите.
Интересно, гледате, Исус обраќа луѓе и кога умира. Исус сведочи и кога е жив и кога умира. Овој стотник, римски стотник, човек кој има под команда стотици војници под себе, не се плашил да го признае Исуса. Исус е нашиот спасител. Дали денеска ние се срамиме да го прифатиме Исуса? Да кажеме, јас сум верник, зошто да се срамам? Да не бидеме како Петар кој ќе каже, не го познавам. Да, ќе дојде ден кога твојата и мојата вера ќе дојде до изражај, кај што треба јавно да признаеме. Да не бил Исус, драги пријатели, ние би били за секојаш изгубени. Крвта Христова спасова. И на крајот еден пример, една замисла. Замислите, тоа се случуваше пред 4-5 години, кога се појави тој вирус. Замислите, слушате на телевизија дека тамо некаде во Африка се појавил некој вирус и луѓе стотици умираат. Меѓутоа вие велите, тоа е далеко, друг континент, или тамо Индонезија, далеко е тоа, ние сме безбедни, заштитени. Меѓутоа, поминува 2-3 дена и вестите во Македонија или овде на овие простори на Балканот велат некој дека во близина во болница умрел од тој тежок вирус. Се бара лек, никако не може да се најде. Меѓутоа, се повеќе се слушат информации дека луѓето умират и се бара човек чиј крв е чиста. Луѓето одаат, дават трансфузија, крв им се прегледува, дали од некоја чиста крв ќе се направи против отров, односно некоја вакцина за да се луѓето лечат и да се стопира таа болест. И замислите сега еден брачен пар, исто така маж, жена и детенце машко одат во амбуланта да им се земе крв. И од детето вадат крв и докторот, односно сестрата вели, господине, останете во ходникот, главниот доктор сака да разговара со вас. И наистина, после некоја минута, таткото влегува во канцеларија, тука е главниот доктор и му вели, господине, крвта на вашето дете одговара 100% да се направи вакцина како против отров на таа голема зараза што се шири молневито. Таткото бил изненаден. А колку треба и провети? Дали една ли провета или две? А докторот го гледа во очи и вели целата крв е потребна за да се направи противлек. Таткото бил малку вознемирен, разговара со супругата и го прашал детето, кој бил 4-5 годинки, може би не можел само да одлучува, но го прашува, сине, твојата крв е потребна за да се направи против отров. Детето така несвесно рекло, прифаќам тато. И родителите излегле во ходникот, детето го ставиле таму на тие апарати и му извлекле целата крв, да се направи против отров. Детето секако починало. Тоа били тешки моменти за семејството, но се со намера да се спасат милиони и милиони луѓе. После неколку денови бил закажан погребот на нивниот син. Многу мина дошле, некои им изразили сочувство, наистина им било жал, но ги пофалиле за храброста, за одлуката што нивното дете ќе биде херој за да се спасат милиони и милиони луѓе. Но имало и тие кои дошле со подсмев на погреб, кои воопшто не изразили сочувство, кои воопшто не ги тенгирало делото и гесот на тоа мало дете. Кога таткото тоа го видел, еве што рекол: луѓе, ништо не би значеше жртвата на нашиот син, на мојот син. Благодарение на крвта на син, вашите животи се спасени. Наистина, ова може би е замислена приказна, но има вистина во неа. Некои луѓе тоа го прифатиле навистина со радост и со благодарност. Но има милиони луѓе кои исто така и жртвата на Исуса Христа ја отфрлуваат и не веруваат во тоа. Во која група ќе се најдеме ние, драги мои? Дали во она група кои му рекле на таткото: браво, крвта на вашето дете придонесе да ние да бидеме живи. Крвта на Исуса Христа, драги мои, ќе спаси милиони, милиарди луѓе, само ако поверуваат во него, ако го прифатат како свој спасител. И замислете сега, Исус веќе мртов на крстот,
треба да се изврши погреб, Јосиф од Ариматеја побарал од Пилата да го земе и погреби Исусовото тело. Затоа што по римските закони, еве што пишува, телото на погубените граѓани било во собственост на римската држава. Затоа била побарана дозвола од Пилат. Никој не смел да го гибне. Тоа е веќе собственост на, бидејќи тие го раснале, војниците. И затоа се бара дозвола од властите, од римската држава. И требало да се побрза со погребот, затоа што саботата само што не дошла. Значи, саботата, драги мои, започнала од петок навечер, со заоѓање на сонце, до сабота навечер. Тоа е 24 часа, Библијата го нарекува свето време, време посветено на Господа. И знаеме дека Исус бил погребан, тука жените нешто помогнале, но останатиот дел, што не го направиле, ќе го направат во недела, но во третиот ден веќе Исус ќе стане, Исус ќе воскресне. Еве што вели Матеј. Затоа заповедај да биде чуван гробот до третиот ден, за да не дојдат неговите ученици да го украдат. И да му речат на народот, воскресна од мртвите. Тоа го кажуваат сега свештениците кои го знаеле писмото, ја знаеле пораката библиска дека Исус ќе воскресне третиот ден. И затоа тие одат сега кај Пилате и нареди Пилате. Пилат им рече, еве ви стража. Тие отидоа и го запечатија гробот, го запечатија со камен, односно со стража. Дали мој, Исус воскреснал. Не постоеле стражари, елитна војска, 100 тенкови да поставиле пред гробот. Исус пак би воскреснал. Затоа што Исус е Бог. Ангел Гавриле дошол и рекол, Исусе, татко ти те вика. Исус воскреснал. Исус не прави грешки. Бог не прави грешки, драги мои. Никако луѓе може да направиме, но Бог не прави. Бог не прави грешки. Ево да завршам со еден краток пример. Една жена, христијанка, требала да дојде на лекар за испитување и таа жена навистина била жена оддана христијанка, сведочила. Устата не била никој затворена, а да не каже за Господа. Кој ги прашувала таа жените, мажи со кои се среќавала, таа секогаш зборувала дека го сака Господа и ги прашувала. Жената се викала Едит Барнс. Била христијанка и она вистинска христијанка, верата во Христа из устата излегувала. Повторно ги прашувала жените и луѓето, како се викате? Јас сум таа и таа, јас сум христијанка, јас верувам во Христа. Дали вие верувате во Великден? Односно, дали верувате во Христовото воскресение? Тоа е било како Отче наш би рекол. Постојано тоа го таа зборува. И така кога дошла едно утро, таму во ординација, во ходникот седела, и тука дошла една млада жена, бремена, и таа почнала разговор со неја. Дали веруваш во Исус? И така разговорот тече. Докторот кој дошол, ја видел дека таа сведочи. И додека бил во канцеларија и рекол на сестрата, не ја повикој се уште господјата Едит Барс, нека сведочи на таа жена. Гледам дека таа жена делува една убава терапија и дава на оваа господја млада. Кога се завршил тој разговор, докторот, односно сестрата ја повикува да влезе во собата кај докторот. И еве што кажа докторот. Едит, пред некое време, пред неколку часови, пристигна твоите налази од они кои ја прегледува низината крв, знаете, со документите. Твоите налази не се баш пријатни. Ти боледуваш од рак. Директно доктор ти рекол. Жената, ние би рекли, би се изненадила, би почнала да плаче, но таа воопшто не реагирала. Воопшто не реагирала така. Едноставно кажува, докторе, па што мислите дека Бог ќе погреши со мене? Не, Бог го знае мојот живот од почетокот до крај. Значи, жената, таа информација од докторот ја примила сосема нормално. Меѓутоа, рекла, докторе, сакам нешто да те замолам. Сега јас ќе одам во болница да лежам, таму да се лечи. Но да ми најдете соба и кредит кај што постојано ќе дојдат нови болесници во мојата соба. Таа сакала, приликала, додека ја
оставено да живе уште неколку седмици да сведочи. Значи да ги искористи тие моменти кои ќе биде во собата да ни сведочи на пријателите или пријателките кои ќе доаѓаат во собата. Интересно, жената постојано сведочела. Постојано сведочела, им кажувала луѓето за Исуса Христа, за нејзината надеж, за Христос што направил на Голгота и за неговото воскресение. Таа сведочила на главната сестра, која постојано доаѓала кај неа, меѓутоа таа сестра некако била како полуатеист, не верувала во тие приказни што Едит постојано ги повторувала за Христовото воскресение. Меѓутоа, нова година дошло, требало да се отиде на одмор, неколку денови, и главната сестра заминала и таа на одмор, односно зела пауза неколку денови за време на тие новогодишни празници. Кога се вратила, цело време размислувала дома за зборовите што Едит постојано и сведочила за Христос, распнатиот и воскреснатиот. И затоа решила уште еднаш да ја праша госпоѓата Едит, да уште еднаш ја објасни што е тоа многу важно што се случило на Голгота и самиот чин на воскресение. Купила цвеќе да ја однесе сега на жената која лежи во болница, на Едит. Почукала на вратата и влегла натре и ја нашла жената како спие на креветот. Таа починала. Со Библија на градите. Значи, старата, ова Едит, која им сведочила на стотици луѓе, на сите медицински сестри во болницата и сведочила на главната сестра, меѓутоа ја нашла сега како лежи, односно веќе била почината. Што мислите, што направила оваа сестра по име Филис? Таа ја зела штафетата од старата баба. И таа почнала да проповеда на другите сестри. И веднаш отишла во другата канцеларија, веќе имало две нови девојки, млади сестри, кои почнали да работат во таа фирма, односно во таа болница. Се представила, јас сум главната сестра Филис, дали вие верувате во Бога? Сега таа почнала да зборува, да проповеда како што старата жена која веќе починала го пренела тоа, ја пренесувала таа главна вест за Христос распнатиот, за Исус воскреснатиот. Драги мои, ако се заборавиме, ова секој да не подсетува на Христовата смрт. Тука се тие клиници, тука е тој венец и тој чекан. Тие елементи придонеле да Исус умре на крстот, но ние знаеме дека преку таа смрт ние донесемо спасение. Како што преку смртта на тоа дете, неговата крв која била извлечена се направи лек, се спасиле милиони луѓе. Преку смртта на Исуса Христа ќе се спасат милиони. Затоа Исус вели, Библијата вели, зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син. Та секој кој верува во него да не загине, туку да има вечен живот. Гледате колку е потребно за спасение. Да веруваме. Не треба некои церемонии да клечеме со часови. Не треба да се храниме со корки хлеб, како што тоа го правиле реформаторите, мислејќи дека Мартин Лутер така живеел. Мислејќи дека на тој начин ќе му угоди на Бога. Тој дека не прочитал таму дека праведникот ќе биде жив со вера или од вера. И затоа овде кој верува? Веруваш ли ти во Исуса? Јас често верувам дека верувате сите вие. Дека крстот е место кај што има место за сите нас. Да доаѓаме почесто во мислите кај крстот на Исуса. И тука да ги кажеме сите наши потреби, сите наши јадови, сите наши болки, понегош луѓето не разбират, ниту домашните не разбират. Но Исус има разбирање за нас, зашто Тој го даде својот живот за тебе и за мене. Нека му слава на големиот Бог за спасението кој ни го нуди на секој од нас. Амин.